Гранжалниче вчера на пресконференција од СДСМ Кавадарци обвинија дека општината има највисоко ниво на задолженост. Кој е вашиот коментар по однос на ваквите обвинувања? Така. Пред се извинам, пошто јас физички не сум присутен у Кавадарци, морам да направим ваква линк врска. Ја гледав пресконференцијава, благодарам за прашањето и би искоментирал во кратки црти. Немајќи идеи, немајќи креатива и немајќи можност да се вклучат во општеството да помогнат, него деструктивно само да одмагаат на општина Кавадарци, а тоа на жителите на општина Кавадарци, не на градоначалникот. Мојот коментар е дека општина Кавадарци се движи во прав правец. Капиталот на општина Кавадарци 4 години е подигнат за 10 на пати како капитал. Жителите тоа го согледуваат и го гледаат лично, јавно и на секојдневно според нивните услови и потреби кои се движат и по булевари, и по спортски објекти, и на спортски настани, и на културни аспекти, и на пазари и од било кој поглед. Општина Кавадарци не е презадолжена општина, ги гледа бројките кои ќе ги пласираат, за жал лутаат во бројки и коментираат тоа што им одговара. Општина Кавадарци има оперативен долг од 57 милиона денари, до денешен ден зборувам, со план и реализација да оде тековно и нема никакви тешкоти во делот на плаќањето, ниту по загрозување финансиски. Ниту па една компанија сме загрозиле во делот на она што кажува дека економијата во Кавадарци може да биде загрозена заради тоа што општината не е во добра финансиска кондиција. Затоа има добри параметри, како медиуми може да си ги извадите и да ги видите, ние сме ниско задолжена општина, транспарентна општина. Обвинувањето дека недомачински се работи во општина Кавадарци, според сите критериуми и истражувања кои што ги има во Република Македонија, општина Кавадарци е најдомачинска општина, ќе потенцирам 3 работи: репрезентација 0, плата на градоначалникот 0, службени возила користење 0, се користи во интерес на граѓаните. Граѓаните добро го знаат ова, немам потреба да давам демант, али заради транспарентност на јавноста, сакам да ги демантирам нивните желни побуди за лични интереси. Рано е за Социјалдемократскиот сојуз да оде со вакви кампањи, затоа што на локалните избори 75% од излезеноста поддршката ја дадоа за мене и за ВМРО ДПМН. Знам дека е болка тоа за нив, меѓутоа волјата на граѓаните никогаш нема да ја ставиме на второ ниво, сега ќе биде на прво ниво. Ја лично гарантирам како градоначалник и како домаќин, како што тие обвинуваат дека недомачински се работело, а не знам што имаат они домачински сработено на 25 години до сега како раководство кое што го поседуваат во Кавадарци, дека се работи домачински и дека општината се движи во прав правец. И уште едно би додал, ако имаат нешто домачински сработено до сега, оние кои ќе ги држат пресовите и оние кои ќе ги пишуваат овие тези на нивните профили, едниот нивен домачнелък би сакал да го видам во реалност. Тоа е моје барење према нив, инаку ВМРО ДПМН и јас како градоначалник во општина Кавадарци гарантираме за сите жители на општина Кавадарци. Напротив, пред нас се крупни проекти, пред нас се обилни проекти и Кавадарци ќе се движи само напред.